Со зажнејувањето на нивата на Фиданчо Димитров почна жетвата на јачменот во Штипско, но наместо задоволство таа годинава на земјоделците ќе им донесе само разочарување. Приносите се катастрофално слаби, а земјоделците попарени уште во стартот. Денеска официјално започнува жетвата во општина Штип, село Стар Караорман. Како што гледаме, резултатите се многу ниски, некаде околу 70 кила по декар или 700 кила по хектар се движат преносите, а трошковите се некаде околу 1700 динара горе-доле направени. Ова е резултат на лошите временски услови за житните култури. Од самиот старт, велат земјоделците, пресудна им е катастрофална година. Ни послужи годината за нова година кога фанатија мразовито, приликом никнувањето немаше добри услови за никнување. Уште тоа време ни измрзна, може да се каже дека измрзна 50%, некаде и повеќе од 50%. После тоа не зафатија тие сушните периоди. Имаме многу суша и кога требаше таа вегетација да ја постаса висина за да класе, за да го има тај клас, немаше висина. Ова пак значи дека освен земјоделците годинава нема да им донесе ништо добро ниту на комбајнерите, а поради лошите услови се губи и она малку жито што се родило. Жетвата е многу тешка, многу е ниско житото. Комбајот не може едва и го фаќа, заглавува, камења качуваме, земја, многу е тешко. За комбајнерите е посебно многу тешко. Гледаме да го собереме житото, тоа не бива 20% на земјата сигурно. Паѓа клас. Жито паѓа не може да го качат. Нема сламо и не може да го качи житото. Судбината на земјоделците е променлива, но комбајнерите генерално минуваат добро. Сега и тие се во ист кош со земјоделците, па наместо ќар ќе жнеат зијан. Повеќе дефеци отколку ќар. Не се исплаќа, али тоа е, на фанале сме се и мора. Да тераме полецка. Исплатливо е, но на поголеми површини, убаво жито, исплатливо е, да. А вака не. Ова е само мака, ништо повеќе. Дали мора да се собере, тоа е, што да правиме. Само во Штипско годинава ќе се жнеат околу 6000 хектари под јачмен и пченица. Во просек од нив се добиваа по 300 тони од хектар или вкупно околу 15.000 тони пченица и јачмен. Годинава прашање е дали ќе се соберат и 5000 тони. Токму и поради ова, Федерацијата испрати листа со барање до Министерството за земјоделство и тоа. Минимална заштитна цена на пченицата од 12 денари за килограм. Интервентен откуп од почетокот на јули. Договори меѓу земјоделците и откупувачите пред жетва и исплата на субвенции пред есенската сеидба.